Кристина имаше прилика да снима и на терен и сега те вклучувам овде и тебе. Добро вечер пред се за нашите гостинки уште еднаш. Така, Анита, две мртви тела, веќе 4 месеци се во АД Бутел и не може да бидат извадени од таму. Очигледно има некој проблем со нивната идентификација. За таа цел го повикавме јавното обвинителство. Ќе ви се заблагодарам овде што прифативте, бидејќи ова е еден нов момент на редкост на соработка со јавното обвинителство и транспарентност и отвореност од ваша страна и секако мерсиха. Нормално информациите и од таму излегуваат конкретнава информација. Алармот поточно го вклучи токму тоа здружение. Така, господјата Кадриу е токму обвинителот кој што се занимава со овој случај. Рековме 4 месеци од немилиот настан. Вклучена, реков, од почетокот. Да. Не од првиот ден, со оглед дека прво настанот се случи во Радовиш и надлежно обвинителство за сообраќајната несгода беше основно јавно обвинителство Радовиш. Но од моментот кога веќе е откриено дека се работи за кривично дело, кримчарење мигранти, тогаш веќе тоа премина во наша надлежност и веќе ние почнавме да постапиме. Така. За подобар вовед во целата приказна, Крис повели, најави го материјалот кој што ќе ни биде интро. Така, сега ќе погледнеме една многу кратка ретроспектива на она што се случуваше на самата несреќа, меѓутоа и почетокот, односно самиот проблем. Потоа би сакала исто така да го слушнеме и ставот на народниот правобранител, господинот Иџет Мемети, кој не беше во можност денеска да присуствува, иако беше, најавивме присуство на представник на јавниот правобранител. Така. Значи, одиме прво со материјалот кој не воведува во приказната за која што ќе зборуваме вечерва. Дури и починатите мигранти, бегалци не може да почиваат мирно во Македонија и навистина од очајна ситуација. Во многу случаи Македонија се покажа како трагична за мигрантите. Сообраќајната несреќа која се случи на 25 јуни годинава, во која загинаа двајца мигранти, е една од трагедиите. ТМВ Веко со скопски регистарски таблички со кои илегално се превезувале 23 мигранти од Бангладеш и Шри-Ланка, движејќи се на магистралниот пат А4 во правец од Радовиш кон Штип, излетало од коловозната лента и со предниот дел удрило во метална ограда од надвозник. Од ударот металната ограда се скршила и го пробила возилото, навлегувајќи во товарниот простор од истото каде биле сместени мигрантите. 15 лица со лесни телесни повреди, 6 лица со тешки телесни повреди, 2 мртви. Предметот е во фаза на предистражна постапка. По несреќата, телата се предадени на обдукција, а потоа однесени во Бутел. 4,5 месеци подоцна, загинатите се уште не се погребани. Се чека семејството да ги идентификува телата. Општина Радовиш, на чија територија се случила несреќата, според процедурата, требало да ги подмири трошоците за погребот, а имамот без надомес да ги изврши муслиманските обреди. Но тоа не се случило, па така почнала потрага по надлежен орган. Сдруженијето Легис се обратило до АД Бутел, судска медицина, град Скопје, јавното обвинителство, секторот за странци на МВР и сите се прогласиле за ненадлежни. Во одговорот што го достави до нашата редакција, обвинителството вели дека активно работи на утврдување на идентитетот на загинатите, додека АД Бутел ни одговори дека лицата се идентификувани, а семејствата известени за трошоците. Двете починати лица загинати во сообраќајна незгода во Радовиш се починати на ден 26.6.2018 година и истите по налог на истражен судија се однесени на Институт за судска медицина, а потоа сместени во капелата во Бутел. Истите не се погребани, бидејќи за нив се водеше постапка за утврдување на нивниот идентитет. По утврдувањето на идентитетот објаснета е постапката за погребување и сносење на трошоците. Известени се членови на фамилијата на покојните, се чека на нивна одлука каде и кога ќе се изврши погребувањето.
Сите се прогласуваат за ненадлежни, а АД Бутел чека некој да ги подмири трошоците. По сообраќајна несреќа, обдукција и 4-месечно чување, телата на загинатите мигранти се веќе распаднати до фаза на непрепознатливост. Со секој поминат ден, можноста за идентификување исчезнува, но бројчаникот на АД Бутел продолжува да ја зголемува сумата која ова акционерско друштво треба да ја инкасира. Сличен одговор од Бутел добил и народниот правобранител. А АД Бутел одговорил дека тие стапиле во контакт со семејствата и дека си ги информирали, сега чекаат да се изврши нивна идентификација и во нивниот допис вела дека ги информирале за трошоците кои што настанале. Значи, настанале поради нивната смрт во Македонија. Се замислете за едно семејство од Пакистан и од Шри-Ланка, кое што чии деца мигрираат во Европа заради подобар живот, ги губат животите и сега треба да платат околу 10.000 евра, бидејќи Македонија не може 4 месеци да погреба двајца странци во нашата држава. Во случај лицата да не бидат идентификувани, ќе бидат погребани во масовна гробница. Ако тоа се случи, погребот ќе биде направен без ритуали, зашто земјава би можела да се најде пред судот во Страсбург за кршење на човековите права. Во обид да транзитираат низ земјава, бегајќи од ужасите во своите земји. Од 2013 до денеска во Македонија загинале 40 мигранти. Овој случај покажува дека во бирократскиот лавиринт на земјава не се губат само живите, туку и мртвите. Така, ова е воведот, на двете ви е позната приказната. Јас само рековме да го повикаме јавниот правобранител, да, би било продолжиме. добро пред разговорот да го слушнеме сите заедно и ставот на народниот правобранител. Значи во режијата уште еден материјал повикуваме на самиот почеток за да нели конечно влеземе со разговорот овде во студиото. Знаеме дека вие сте испратиле и веќе имате постапка, сте испратиле допис до неколку институции. Каков е одговорот од АД Бутел кој пристигна до народниот правобранител? Прво сакам да информирам дека по добивање на преставка од страна Легис ние отворивме предмет и се обративме до неколку институции. И до градот Скопје, и до АД Бутел, и до општина Радовиш и така натаму. Ние добивме известување од градот Скопје кој се оградува од носење на трошоците за нивното погребување. Од друга страна добивме известување од страна АД Бутел дека тие веќе се во контакт со семејствата и тече постапката за идентификација пошто ќе следи после погребувањето. Меѓутоа, ако го гледаме законот за гробишта, таму јасни се работите или семејството, брачен другар и така натаму, или општината, ако ги нема нив, таму каде што настанала смртната последица, односно смртта. Нема добра комуникација со општина Радовиш, која не сака да комуницира со народниот правобранител и се под секаква критика и упативме ургенција. Од друга страна, уште еднаш последно писмо ние сме испратиле до АД за трговија на мало и големо со погребална опрема и услуги Бутел. На 29.10 сме пуштиле писмо и од нив бараме, пошто тие првпат ме информираа 15.10 дека се во контакт со семејствата и тече постапката за идентификација. Сме ги прашале сега последно и чекаме од нив дали е завршена таа постапка и ако е завршена постапката, дали се подготвени и докаде е постапката за погребување. Така да чекаме одговор од нив. А од општина Радовиш до општина Радовиш сме доставиле ургенција. Народниот правобранител останува да го следи случајот
секако дека под секаква критика се бавното реагирање на институциите, почнувајќи од АД Бутел, општината, поготово за секаква критика е постапувањето или непостапувањето по-конкретно на општина Радовиш, која не најде за сходно да го информира народниот правобранител, а согласно нашиот закон, доколку не може да се утврди на такво лице за трошоците се знаат од наш закон паѓаат на товар на општината, општините во градот Скопје, градот и така натаму. Меѓутоа, од општина Радовиш, според она што Мерсиха ни го кажа, се согласиле да ги подмират трошоците за погребот, меѓутоа не и трошоците кон АД Бутел. Во ваков случај, кој треба да ги подмири трошоците кон АД Бутел и како треба ова акционерско друштво да постапи во конкретниот случај? Мислам дека тоа акционерско друштво треба да постапи на похуман начин, исто треба да постапи и општина Радовиш. Секогаш може да се наоѓаат законски празнини кои грубо прекршуваат хуманост и човекови права. Во овој случај не можам да ја оправдувам, ако има таква одлука општина Радовиш да не ги носи трошоците спрема АД Бутел, а од друга страна не можам исто така да ја оправдувам АД Бутел да не сноси трошоци. Видите, сепак добрата комуникација и хуманоста треба да надвладеат и законите не треба толку круто да се прочитуваат. Едноставно во нашиот закон пишува дека ако не може да се најде, ако се идентификува од друга страна не може да се најде роднина и така натаму, треба општината каде настанала смртта. Тоа е општина Радовиш. Според нас општина Радовиш треба се да помири, да плати. Според народниот правобранител и овој последен дел од овај телефонска јавување, општина Радовиш е таа која што треба да ги подмири трошоците, но ние да одиме од почеток. Меѓутоа и АД Бутел, исто така, според зборовите на народниот правобранител, треба да покаже некоја ниво на хуманост. Да почнеме со одговорот на АД Бутел и до нашата редакција и до народниот правобранител. Тие велат дека се пронајдени семејствата. Обвинителке, дали се починатите идентификувани, дали ги знаете нивните семејства? Починатите се уште не се идентификувани. За едниот починат, кој што е од Бангладеш, веќе стапивме во контакт. Прво преку еден новинар кој што само иницијативно стапи во контакт со јавното обвинителство, а потоа амбасадата од Бангладеш која се наоѓа во Шпанија, бидејќи кај нас немаме таква амбасада, стапила во контакт со амбасадата од Македонија. Истите стапија вработен од амбасадата, македонската амбасада во Шпанија, стапи во контакт со мене и при тоа јас објаснив што треба да се достави од државата Бангладеш за да може да се идентификува телото на еден од починатите кој што се наоѓа во АД Бутел. Што е тоа што барате? Конкретно, за да се изврши идентификација на починатото лице, треба да има државата да достави документ кој што е издаден од таа држава со слика или документ со дактилоскопирани податоци. Ако тоа не е во можност, може ДНК материјал да ни достави од блиски роднини, за да ние можеме да извршиме споредба на ДНК материјалот кој што е земен од починатите лица. Тоа е единствениот законски начин. Идентификацијата се покажа како најголем проблем за да се погребаат загинатите мигранти. Мерсиха има сосема поинакво видување и за нивниот идентитет. Вие ми кажавте дека тие цело време носеле исправи со нив. Дали може да ни кажете и каква беше вашата активност во сиве овие 4 месеци? Да ви благодарам за следењето на случајот. Мислам дека новинарите одиграа клучниот момент во моменти на очај, бидејќи само такво чувство го имаме последните 4 месеци. Секогаш
се обраќавме до новинарите да ни помогнат, бидејќи ние веќе не можевме да стапиме до некој. Мада институциите сите беа транспарентни код нас, но секогаш беше реченица ние не сме надлежни. Генерално, значи, кога се случи сообраќајната несреќа, медиумите известија дека преживеаните се во Штипската болница. Веднаш ги посетивме да им однесеме основни хигиенски потрепштини, да, и средства да ги прашаме што се случило, ги посетивме и прашавме дали ги познававте починатите, бидејќи од прилика знаевме дека нешто вакво може да се случи. Тие рекоа да, некому беа роднини, пријатели и слично, и болницата ни кажа дека се пратени на обдукција во Скопје, каде што потоа ќе се изврши погребот, бидејќи како што спомнавте и во прилогот, и да Македонија веќе се научи по една лоша пракса, бидејќи веќе сме почивалиште за околу 40 на мигранти и бегалци кои починале, веќе од прилика ја знаевме и ние процедурата како треба. Ние го направивме го правиме нашиот дел, контактираме исламската верска заедница. Ги прашавме дали се муслимани починатите, за да знаеме дали на исламската верска заедница да се обратиме или на друга некоја верска заедница, бидејќи ако се сакаат по религиозни правила да бидат погребани. Така да тие веднаш беа префрлени во кампот во Гевгелија и ни кажа дека сите тие има документи во своите джепови, бидејќи доаѓаат од Шри-Ланка, Пакистан и Бангладеш. Беа видливо дека доаѓаат од тие земји, сепак се тоа некои земји каде што има некој уредување администрација. Тие веќе беа околу, некои беа месец дена, некои беа 2 месеци во кампот во Гевгелија. Ние таму имаме наш тим кој што секој ден ги комуницираше со нив, ги посетуваше. Ние во контакт со Радовиш ни рекоа исламската заедница од Радовиш спремни сме да ги погребаме и не се јавувавме една недела, 2 недели и веќе се нивните пријатели од Англија не контактира и ни рекоа семејството сака да ги земе назад во Бангладеш. Ни рековме тоа ќе биде стварно еден финансиско оптеретување за вас, транспортот, па лименик, сандуци, сето тоа чини. Со оглед дека тие мигрираат од една таква земја, кажува дека ти живеат на работна екзистенцијата. Каде ќе можат едно 10.000 евра да подмират трошоци. Рековме не се секирате, не ќе ги погребаме тука во муслимански гробишта со муслимански обичаи. Не се секирате, ќе се погрижиме за еден достоинствен погреб. Веќе не може да ги вратите, телата се во лоша состојба бидејќи со браќајка. Им ветивме дека ќе бидат погребени во Македонија бидејќи што кажав некоја пракса. Постојано контактиравме исламската заедница, дали ве контактираше општината, дали ве повика. И така почнал лавиринтот, дека не знае каде се телата, судска медицина, потоа некако стапивме во контакт, читавме од некои вестници дека се наоѓаат во Аде Бутел. Сигурни дека Аде Бутел веќе ја знае постапката, отидовме да прашаме кога ќе се изврши погребот и ни рекоа во четврток. Како ден некој. Ги известивме пријателите од Англија дека ќе биде нивните пријатели дека погребот ќе биде во четврток. Тие дојдоа во среда и тука почна голготата. Те дојдоа во среда? Со надеж дека во четврток ќе се случи погреб. Бидејќи претходно кога ќе починале во Гевгелија, почина 2 афганистанки и нивниот супругот на едната од нив, погребот се одвиваше многу брзо. Имаме многу беглаци кои сме присуствувале, син и таткото почина во Гевгелија, срцев удар, погребот го извршивме во Бутел, синот беше тука. Пред колку време дојдоа пријателите нивни? Пред 2 месеци. И како почнува и во што се состои голготава? Отидовме во Бутел и службеничката не дочека. Дали сте вие роднина, пријател? И не рековме пријател, не е роднина. Телата ќе ги погребаме, ако сте роднина, еве вака веднаш почна со трошоците. Ние рековме чекајте, ова се пријатели, значи тие од Пакистан, Бангладеш не може да патуваат, визи им требаат. Како ќе дојдат родителите, не е така едноставно. Тоа се некои земји кои што Македонија нема никакви, како што спомне обвинителката, амбасадите се во Шпанија, не е така лесно, не функционираат. Не рекоа, тие се де факто мртви, де јуре не се. Одете во обвинителството, прашете што треба. Отидовме до обвинителката, тогаш и се од нашата организација се запозна, обвинителката ни ги објасни процедурата. И повторно отидовме до судска медицина да прашаме кој треба да јуре да прогласи смрт, каде што обвинителката каже смртта е, имаме обдукција, имаме се. Евидентно, да. Океј, треба од судска медицина ни рекоа водете во Министерство за внатрешни работи, тие секторот за странци. Секторот за странци беа зачудени што треба тие да направат со нив. Потоа имаме во Македонија, во како што спомнате, кој систем функционира или институциите, ќе го наречам нефункционален систем, имаме едно управувачки комитет кој е формиран само за бегалската криза, каде што се клучните министерства функционираат и клучните невладини меѓународни организации функционираат во тоа тело, каде што претходно председаваше министерот за здравство, сега не е толку транспарентно и не сме толку во чекор со одлуките. Се обративме до Министерството за здравство, дали се тие надлежни да ги погребат, бидејќи некоја институција мора да го води процесот. Порано го водеше Министерството за труд и социјална политика.
кога кризата беше активна. Сега веќе Министерството веднаш ми кажа, не сме ние надлежни, оди во град Скопје. И бидејќи се Аде Бутел е под град Скопје. Во секој случај, значи, Министерството за здравство ми кажа дека тие не се надлежни, да се прашам некои од организациите дали има средства во буџетот да ги плати трошоците. И онака едноставно почнав да се јавам по меѓународните организации надлежни со бегалците и со мигрантите, прашам кој има ставка во буџетот погреби, за да можеме да ги погребаме лицата. Бидејќи во тој момент немавме друго решение, не гледавме каде да излезат, бидејќи веќе третиот месец како телата беа во Аде Бутел и само можеме да, бидејќи имаме роднини и пријатели кои што биле во капелата, само можеме да претпоставуваме колку бројчаникот врти секој ден 2 тела во капелата во Бутел, колку би снесувал плюс погребот и сите трошоци. Никој не беше надлежен, а од град Скопје ни кажа дека лицата не се починати на наша територија на град Скопје и не може да ги подмират трошоците. Дури и Радовиш, кога би се огласило, Радовиш не може да го подмири трошоците на акционерско друштво Бутел. Како ќе докаже утре од финансиска страна дека тие подмириле трошоци за подгребални услуги за општина која не е општина Радовиш. Да, не е Радовиш. Така да, мислам дека ни со ова нема да се реши, со овај состојба нема да се реши и ова, како што реков, не е прв случај. Порано се излегувало во пресрет се наоѓала решенија. Со оглед дека нивните роднини и пријатели беа во Гевгелија, кои што се возеа со ниво комбето кој што ги криумчареше, значи можеше многу побрзо да се оди, но како што велам, нефункционалноста на системот, немањето на една институција или орган кој што ги води овие случаи од моментот на настанување на смртта до крајот, како што порано беше Министерството за труд и социјална политика, доведува да ова прв пат се случува. Значи имавме сообраќајка во Велес 14 мигалци и мигранти во 2015 загина. Сите се погребани во гробиштата во Бутел. Едно семејство дојде и го бара телото. Не е извршена обдукција, како ќе го земе сега телото? ДНК имаат оставено и се. Значи генерално ова е проблем кој што мора да се реши по законски пат, бидејќи Македонија се обврзала дека ќе го почитува владењето на правото, законите, меѓународните норми. Со ова 4 месеци се нивните права како човечки суштества се ова, бидејќи нивното верско право е да бидат погребани во најбрз можен рок. Како верници не знаеме што тоа значи. Тоа е нивно човеково право, кое што во моментот во Македонија ќе зборуваме подоцна не се почитуваат ни правата на живите бегалци и мигранти, но по овој случај гледаме дека ни на починатите мигранти и бегалци немаат основни права. Една вистина фрустрирачка ситуација, дури и кога ги затекнавме 300 мигранти и бегалци во Газибаба, не се чувствувавме вака револтирани, разочарани, кој што сега се чувствуваме во момент. Обвинителке, дали е проблемот во вашата институција? Дали вашата институција е онаа која треба да даде некакво зелено светло за да може овие лица да се погребаат? Во моментот, значи, тие лица не може да се погребат, додека значи тече кривичната, значи постапката, значи истражната постапка. А и нормално, значи, поради почитување на тие човекови права, значи, треба да се исцрпат сите можности за да се утврди нивниот идентитет. Затоа што и тие лица имаат права, значи, ако се починати, значи, имаат права да бидат колку време вие би чекале уште за да се утврди идентитетот, со оглед на тоа дека велите за едниот од починатите имате сте на добар пат, а за другиот со оглед на тоа што никој не го бара. Значи, за другиот, иако никој не го бара, значи ние ќе пратиме значи до двете држави за кои што имаме сознаен дека може да потекнува, тоа значи Бангладеш и Шри-Ланка, ќе се обидеме значи да направиме слики кои што значи нема да бидат непријатни од обдукциониот протокол, за да тие држави објават некој да се. А што ви вели протоколот за тоа колку време може да чекате одговори? Значи тоа се разбира во секој предмет си има некој разумно време по значи по однос на државата. Сега највеќе би требало значи уште месец. Во овој процес на идентификација, зошто не се земени во предвид или зошто според вас се навалидни и документите кои Мерсиха спомна дека ги носеле со себе, меѓутоа и идентификацијата извршена од страна на пријателот од Англија? Во моментот кога тие лица биле значи предадени за обдукција и нивните лични предмети кои што беа доставени, тоа беше само нивната облека, значи немаше нивни лични документи. Вие не сте виделе нивни документи лично?
Мерсиха? Ние ги имаме двата лични документи, дури и пријателите кои што ги затекнавме во кампот во Гевгелија ги има нивните лични документи како слика каде што може да се утврди. Но проблемот е што тие луѓе, нивните пријатели, верувам и роднини имаше меѓу нив, беа на нашата територија 2 месеци во Гевгелија беа. Во Штипската болница беа 2-3 недели. Потоа префрлили во кампот во Гевгелија за да може да се опоравуваат. Никој не дојде да ги посети за да се убрза, знаејќи дека имаме еден систем кој што е многу тежок за функционирање, посебно ради тие меѓународни конекции кои ги немаме толку лесно со земјите кои што се многу подалеку, дека може да се предвиди ваков еден случај, ваков еден гап кој што Меѓутоа, дали вие во било кој момент во овие 4 месеци го предочивте ова на обвинителството? Дали им кажавте, дали ги однесовте тие документи во обвинителството? Значи, ние претпоставивме со обвинителството тогаш кога отидовме во АД Бутел да прашаме каде, зошто не се погребани. Ние ни претпоставивме дека тие починалите лица се дел од, се нормално дел од истрагата, ако не се во надлежност на јавно обвинителство, бидејќи веќе нивната смрт е утврдена. Има документи од обдукција, телата, обвинителката веќе нема ни потреба да гледа, бидејќи има документи пред себе за нивната смрт. Кога отидовме тогаш, кога почна, кога не го спомна јавното обвинителство, тоа е една за мене институција која што се тера постапката, ние сме еден невладен сектор кој што можеме да соработуваме, сме соработувале, но не е дека ви може да трпнете на врата, јас имам документи од некое нивно лице, од лицето кој што починало. Ние тие документи ќе добивме во кампот во Гевгелија и кој не побрза преку Вибер со нивните роднини во пријатели, тоест во Англија, за да можеме да им кажеме дека ќе се одвива. Не можевме да претпоставиме дека случајот ќе дојде до 4-ти месец на не идентификуваност. Дали знаевме веднаш ќе го повикавме семејство пријателите од Англија да дојдат и да кажем донесете се што имате документи, како што и сега ги чекаме документите на нас да не ги пратат од Бангладеш, за да можеме да ги доставиме до јавното обвинителство, да можевме да претпоставиме дека ваков заплет ќе дојде. А овие документи кои што во моментот ги поседувате, дали би можеле да бидат клучни за да се забрза целиот процес? Дали знаете за какви... Тоа е прашањето зошто и вие сте чекале толку време да им ги дадете. Кога дојда кај јавната заедно со семејството, со пријателите ние кажавме дека имаме пријател, дека има нивни документи, ама тоа е копија. Меѓутоа обвинителството вели дека нема. Тоа е слика и тоа е копија. Тоа е сепак не е оригиналот на документот, тоа е пратена слика. Че ние можеме да го, како што кажа, утврдиме идентитетот, име, презиме, на основа на слика, тоест на таков документ. Но генерално, како што кажав, по прв пат се случува во 40 случаи кои починале, да ние чекаме документ за идентификација кој што доаѓа. Само да не го спомнеме Медитеранот кој што проголта 3000 жртви, никој не чекаше да се јават од Сомалија, од Нигерија, некои роднини за да ги закопаат. Европските земји си имаат регулативи како постапуваат по ова прашање. Тоа се мигранти и бегалци кои што бегаат од својата земја. Дури сега ако ние ја чекаме Бангладеш и Пакистан, можеби тие бегаат од прогонство од земјата поради политички некои причини сте, вие значи можете дури семејството да дојде во ризик да кажете и вашиот син мигрираше, бегалец, а тој бега заради политички, расни, верски или било какви проблеми. Едноставно во вакви ситуации толку е чувствително прашањето за миграциите, за бегалците, да вие ако ви почине сириец во вашата територија, вие како ќе се обратите на сириската држава каде што тој може би е дезертер од армијата и ќе кажете да вашиот дезертер е тука, семејството и понатаму е во Дамаск, па ќе го убијат целото семејство. Че во секој случај има постапки како треба меѓународното право да постапи во овој случај, како што е постапувано. Македонија со бегалската криза случеше во Чекори, сите се учевме како да постапуваме, беше нова ситуација. Во 2014 имавме семејство од Авганистан кој почина на пругите пред Велес. Значи не е прв случај да го Обвинителке, како се третирани претходните случаи во однос на идентификацијата, во однос на ова што го зборува Мерсиха? Дали се чекало волкав период, дали била признаена, односно дали биле признаени документите кои ги носеле со себе и сведочењето на оние нивните блиски или на луѓето кои се наоѓале со нив во моментот на смрт? Најчесто случаи, значи сите тие мигранти лица, значи кога влегуваат на територија на Република Македонија, при пријавување, значи или во моментите кога веќе тие се забележени од страна на полиција, значи тие никогаш немаат валида и нема документи. Некои од нив имат грчки документи кои што еден лист копија со слика, а во сите случаи тие не носат документи лични од нивните матични земји. И во конкретниот случај, значи во предметот, во кривичната пријава, значи не беше наведен ниту еден документ
за идентификација кои што лицата А дали вие има. во истрагата се обидовте да ги искомуницирате овие останати лица кои што биле повредени, преживеани, па во кампот во Гевгелија да ги искомуницирате баш по ова прашање? Да, по податоците значи што јас ги добив, значи сите беа наведени лица кои од каде по нивно кажување. И помеѓу тоа значи беше кажано дека овие две лица се непознати, без идентитет. И во случајот, значи имаше повредени, тешко телесно повредени лица и поради тоа да се има разбирање и да не се оди до секундарна виктимизација, да се малтретираат како сведоци лица со телесни повреди, значи јас сметав и сметам дека ми беше доволна медицинска документација прибавена за сите тие лица и истите не беа испитани од тие причини. А и со оглед дека никој од нив не изрази, значи јас не добив никаков знак дека некој од нив ги познава починатите лица. Значи специфично е со овој случај бидејќи преведувачот, значи нив не им прида ни преведувач во Гевгелија бидејќи тоа јазикот на кој што комуницираат е тешко да се најде преведувач во Македонија. Ние комунициравме на англиски бидејќи некој од нив го знае англискиот јазик. Во секој случај можеше да се превенира, само да потсетам дека со 14 загинати мигранти и бегалци во Велес беа погребани во рок од 2 дена. Во рок од 2 дена беа погребани и имаше роднини од Авганистан, дури братот на едниот. Дали беа сите идентификувани? Не беа, дури имавме и лице од Сомалија, кој што сосема дури настанот на кој што но јавното обвинителство зема ДНК анализа од сите. Во случај да дојде некој семејството да го бара телото, тие имаат ДНК анализа и брза да ги закопаат телото. Значи тоа кажува дека исто можело да се случи и овој пат. ДНК-та анализа ја зема во случај да дојдат. Тие беа закопани и тоа повеќе како нека техничка грешка, буквално во масовна гробица, 14 дни имаше прегради, окей, присуствувавме и ние на погребот. Целиот претпоставивме дека некои од ните не кажаа дека се припадници на исламската религија. Погребот, значи сите имаат ДНК анализа и едното од семејствата дојде пред неколку дена од Германија, има добиено азил, средија со визи кои побараат телото на нивното дете. Но ДНК има во јавното обвинителство, на основ на ДНК ќе го земат телото од Можеше ли и овој пат? Може ли така да? Значи, и овој пат би можело, но секогаш подобро е, значи, ако постојат можности да се идентификува лицето, како што спомнавте и претhodно, биле значи погребани во масовна гробница и значи и ДНК-то што ние после значи го имаме од обдукцијата, тоа нас не ни служи. Како не ви служи ако Мерсиха вели дека подоцна врз база на таа ДНК може да се... Значи, ако се случеше, значи и во овој случај и двајцата да бидат закопани или во некоја друга масовна гробница без да се знае, без идентитет. Значи Бутел можеше да, како што претходно правевме, да ги или Велес како што направи, да ги погреба во гробница, ДНК-та да стои и се работи за 2 тела. Во Велес беше многу покомплицирано, имавме 14 тела. Возот, ударот од воз, значи телата, да не влегуваме во детали, немаше ни цели тела. Во овој случај многу полесно, телата се тука, две тела се работи и посебно што се работи за земји со кои што немаме никаква дипломатска. На луѓето им треба визи да дојдат во Македонија. Знаете колку тешко се добива виза од Бангладеш и од Пакистан за да дојдеш во Македонија? Невозможно е да добиеш виза. Дури семејството од Авганистан што дојде за синот да добија назил со зелен пасош од Германија, едва влегува во Македонија. Зарем од Германија ќе дојде во Македонија да живе. Само да кажам, знаејќи дека тие доаѓаат од земја каде што тие родителите морат визи да извадат за да дојдат. Тешко дека сме имали искуство со таткото кој што почина во Гевгелија, синот негов да дојде да го земе помалото браќа, со зелен пасош едва влеза на Богородица. Значи, сакам да кажам, сето тоа беа екстремни напори кои што се прави од невладиниот сектор со институциите за да се пробие еден човек со пасош за да дојде да се го земе малолетниот брат и не му дозволи, германска амбасада не дозволи. Но како и да е, сакам да кажам, се доаѓаат работи за земји како Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, што е видливо по нивното тело, знаејќи дека многу тешко да дојдете до тие држави, до тие административни канали, до тие амбасади, до тие семејства заради
како што ги нарекуваат земјот третиот ред, но како што рече пријателот Ниван, интересна досетка додека се шетавме по институциите, бевме видливо нервозни, ни рече: не се секирајте, мои пријатели, во мојата земја исто вака. Да не утеши за Бангладеш дека исто административните лабиринти се такви. Само да кажам, земајќи во предвид фактите дека тешко ќе дојде нивото семејство да идентификуваат после 4 месеци, подобро е да не доаѓа да идентификуваат директно или да ги побараат телата. Дефинитивно ние во комуникациите со нивните пријатели кои што директно комуницираат со семејствата им препорачавме да не ги бараат телата таму, бидејќи што кажа за додатни трошоци, и бевме сигурни дека Македонија ќе знае како да постапи, бидејќи сме имале некогаш. Но дефинитивно она што недостасува е интерес од институциите за ова прашање. Значи, дури во препораките на Европската комисија, која што е условена препорака, имаме посебен дел за миграција, каде што бара од Македонија поголем напор во справувањето со бегалската криза и поголема убедливост дека сака да ги исполни меѓународните обврски. Што е поголемо кршење на човековите права? Кога веќе сме на таа тема, дали е овој случај конкретниот кога телата не се погребуваат во обид да се направи идентификација, или пак случајот кој вие што току го споменавте со 13 загинати лица што се неидентификувани, а закопани во масовна гробница? Значи, тогаш имаше и голема реакција од невладините. Се сеќавам дека имавме заедна пресконференција заедно со Хелсинскиот комитет, каде што како експерти по меѓународно право напомена дека мора да се направи обдукција. Не е направена обдукција затоа што тоа беше додатен трошок за Република Македонија. Кога би се направила обдукција, би се знаело точно кој орган на кое тело припаѓа. И така би биле погребани. Телата се онака ставени во 14 вреќи, само на Сомалијесот поради видливоста боја на кожа е поставен посебно. Да се извршеше обдукција, Македонија да го платеше трошокот за вршење на обдукцијата, беше секој ставен во посебна вреќа, како што треба, бидејќи не може да бидат во ставени друго и во ковчег. Тогаш сега со ДНК-то многу лесно ќе се утврдеше кој ковчег припаѓа на нивното дете кој што сакаат да го земат. Вие велите дека и во двата случаи Македонија ги крши човековите права? Со обдукцијата, невршењето на обдукцијата на телата е кршење на нивните човекови права. Еве сега семејството го бара телото, тие ќе дадат, можеби раката ќе биде на детето, а другите делови од телото воопшто не припаѓаат него. Значи требаше обдукција да се изврши, како што се изврши со овие две тела обдукција. Делото ДНК-то го ставате, го чувате во посебни комори, и ако семејството сака после неколку месеци да дојде да го земе телото, или тоа е со следоците од телото што после некој месец си го зема, и вие точно знаете тоа ДНК припаѓа на телото број 1, телото број 2. Каде го гледате прекршувањето на човековите права во овој случај? Во овој случај моментално 4 месеци. 4 месеци непостапувањето за погребувањето, имање пракса, искуство како било претходно, земањето на ДНК, погребувањето, давање зелено светло на Аде Бутел, град Скопје, Радовиш, не знам никој, стварно не знам кој е надлежен да ги погреба, да ги плати трошоците, тоест на крајот кој ќе испадне со ДНК во одредена процедура. Ние веќе стапивме со семејствата, ги убедивме да не ги земаат телата, да ги остават тука во почивалиштето, но кога видоа дека 4 месеци не функционираат работите, самите дојдоа со уверија нивните пријатели, ги пренесоа нефункционалноста на системот, дека Господ знае кај ќе завршат тие тела, ако тие не си ги земат. Сега тие иницираат постапка за земање која што верувам дека уште 3 месеци ќе се одолжи, посебно се работи за Бангладеш. Обвинителка, дали вие гледате прекршување на човековите права во конкретниот случај? Во конкретниот случај, значи ние обидувајќи се да ги заштитиме сите тие човекови права, значи правата на оштетените, во конкретниот случај за жал загинатите мигранти, и поради тоа, значи поради тој факт, значи се чекаше за да се утврди нивниот идентитет, беа запазени сите процедури, нели, обдукција. Ама во конкретниот случај, значи има разлика од тие претходни случаи каде што имало само сообраќајна незгода, а во конкретниот случај имаме кривично дело сторено, значи од наши државјани, и сепак, значи, тука процедурата и постапката е малку посложена. Затоа што, нели, има обдукција, но секако може, значи, одбраната да бара, значи, некој дополнителен податок. Значи, треба да ги почитуваме и правата на обвинетите, секако во интерес на кривичната постапка и правата. На крајот кој ќе треба да го плати цехот кон Аде Бутел? Секако тоа ќе треба државата да го плати, затоа што и државата, значи, нели, согласно уставот и меѓународните договори кои што ги подпишала,
треба да се почитуваат правата на мигрантите и Од Аде Бутел вела дека семејствата се известени за трошокот. Дали е можно да се доведеме во состојба откако вие ќе дадете зелено светло Аде Бутел да биде да представува пречка или блокада? не може да представува пречка затоа што тие се должни да постапуваат значи по нашите барања и наредби. Ние се повикуваме, има член во законот за Без гробишта. оглед на тоа што долгот не им е платен? Долгот ќе им се плати и мислам од државата. Ќе се Тие најде фактурата начин. секако некаде ќе ја испостават, но она што е може да ја достават и до јавното обвинителство, но сепак тоа значи дали било тоа општината или јавното обвинителство, тоа се е буџет на една држава, така да ќе се најде некој не постои можност кога ќе дадете зелено светло Бутел да каже не. Не може. Значи има би било и тоа премногу, но сакам да кажам во еден дел од тоа што е одговор на прашањата упатени кон Аде Бутел стои дека тие ги искомуницирале семејствата. Така. Што е вака неверојатно, бидејќи седите овде вие, токму вие две кои што сте можеби комуницирањето нивниот пријател кој што ние отидовме во Аде Бутел, може тие тоа го сметаат за комуникација, каде што им предочија веднаш дека веднаш не дочекаа со фактурата за дека 500 евра е погребно место и плюс можеби тоа го сметаат како момент за контакт. Да, контакт, но како што кажав, тие се мигранти и бегалци кои што бегаат од некаков прогон и секое чепкање во државата дека тие доаѓаат од таа може само да предизвика нелогодност кај нивното семејство каде што е така. Мерсиха со години наназад си дел од приказните на мигрантите кои што транзитираат, а и богами оние кои што се овде останати по повеќе месеци. Кога вака ќе направиш пресек на се што досега виде, доживеа, преживеа, имаш ли некој одговор на прашањето што лежи во заднината на овој случај? Во конкретниот случај? Да. Една прилика, мислам дека имаше представници на обвинителство, имав говор со омбудсманот и каде што го цитирав Уставот на Република Македонија, дека Македонија е солидарна, социјална, хумана држава. Се што во овој случај не е. Позадина гледам во нефункционирањето на системот, непревземањето на обврските кои што ги имаат кон како меѓународни акти, норми и конвенции. И она што најголем го гледам проблем, каде што кога ќе се обратам до некоја државна институција за прашањето наречено мигрант или бегалец, се вега како плашило за Бостон заради кобните локални избори 2017 година, кога бегалците и мигрантите беа искористена во една негативна конотација, дека нели ќе не се насваат 150.000 и буквално ниту еден функционер од сегашната власт ја избегнува оваа тема или избегнува да седне на маса да зборува за мигранти и бегалци, плашејќи се заради политичката етикета која може да добие дека ета чип седнува изборува за мигранти и бегалци, ете ќе додат тие 150.000 кои што добие поени или ќе добие минуси. Да, тоа тие кобни локални избори направија голем проблем во функционирањето и едноставно приоритетите кои што ги има сегашните институции, кои што ги забаталија целосно прашањето на мигрантите и на бегалците, доведува до овој гап. Дури како акционерско друштво Бутел навистина нема институција која да се најде која што ќе го плати. На еден од состаноците ја прашале меѓународната организација таа да ги превземе. Меѓународната организација рекла ние третираме живи мигранти, бегалци не можеме и погребот морате и вие да ги сносите некои трошоци. Значи нема да се најде институција која ќе ги подлежи бидејќи законски обврска нема ниту една во моментот. Како што кажав, скринингот се случува во Македонија, мигрантите и бегалците се цело поглавје во препораките на Европската унија и мој апел би било малку посериозно да зема тоа тема во предвид бидејќи иднината на нашата држава зависи токму и од ова прашање. Доколку телата не бидат идентификувани според вашиот начин на работа, според законите и така натаму, ќе се случи што? Тие секако ќе се погребат на барање на јавното обвинителство согласно законот за гробишта. А тоа е? Ќе бидат погребани во? Значи сега ќе се стапи во контакт со општина Радовиш, затоа што таму е местото каде што тие починале. Ако тие значи одбијат, ќе се најде солуција со општина. Може на ваше барање да одбијат или не? Значи ние се обратуваме, ќе се обратиме до општината Радовиш со аргументи и согласно законот, тие ќе бидат должни тоа да го спроведат. Да, но погребот не е и долгот кон Аде Бутел, како што пред малку кажа Мерсиха. Да, тие немаат ставка за да го исплатат
односно да се сносат со тој трошок. Да. Ке се најде во институциите, значи или јавното обвинителство. Според вас, какви се очекувањата? Колку време давате, колкав рок давате од сега па натаму, кога би можело да се изврши вребувањето? Сум сигурна дека во најкратко време, дека чим се стапи во контакт со органите, со државата, значи Бангладеш, тоа ќе се случи максимум за 1 месец. И ќе знаете што ќе превземете? Да. А другото лице кое е неидентификувано ќе заврши во масовна гробница? Не, секако, значи и тој ќе биде погребан во посебен гроб, значи со забелешка за да може да се идентификува. И со оглед дека и за тоа лице имаме ДНК профил, тоа нема да биде проблем. Но сепак и за него ќе направиме еден обид, значи ќе доставиме слики до двете држави. Ако се проневе, значи неговиот идентитет, ако не, сепак тој нема да биде согласно законот ставен, значи во некоја масовна гробница сега. Колку до сега од случаите, рековме околу 40-тина сме имале смртни случаи на мигранти кои што минале низ Македонија. Ги спомнавте овие 14 лица кои завршиле во масовна гробница. Останатите се предпоставувам во посебни гробни места со утврден идентитет. Утврден идентитетот. Како што кажав, нели случај веќе присуствував и на погребите, се каде што има присутен член на семејството, но не бил повикан на идентификација на бидејќи посебно малолетникот кој што таткото почина пред негови очи. Имавме и двајца пакистанци кои што пред минатата година почина од насилна смрт некаде на територијата на општина Куманова, исто така беа погребани. Како што велувам, до сега не сме имале ваков ова останува единствен случај. Господјата Кадриу, се надевам, ќе успеете да го истуркате до крај како што треба. Приказната на тропање од врата на врата е секогаш, за жал, понекогаш, синоним за тоа како функционира државата, но немањето одговори е нешто што човек најмногу може да го запрепасти, нели? Кристина, јас тука би завршила во овој дел од разговорот. Приказната за жал останува незавршена, но ќе бидеме на линија и ќе видиме каква ќе биде секако ќе проследиме разврската на овој случај. Разврска, оние институции кои што решија да не одговорија во некаква форма која што нас овде не остава во прашалници, како што јаде Бутел во случајот, но ќе видиме што ќе се случува, ќе го следиме будно настанот, а тоа значи дека и понатаму ќе бидеме во контакт. Ќе ви се заблагодариме овде за вашето учество и се надевам дека нема да имаме потреба да се гледаме за ваква прилика повторно. Кристина, ти благодарам и тебе. Со оглед на тоа дека имаме уште некое мало време до крајот на ова издание на Студио 1, предлагам да одиме со еден джингл, а потоа и со еден разговор кој што беше снимен во текот на денешниот ден, но заради големата пребукираност не стигнавме да го пуштиме со време, па овој крај на Студио 1 ќе го искористиме да го погледнете и тој материјал.